Неколку весели девојчиња во облека шарена како фасадите на поновите куќи. Понекоја жена на балконите и мажи збрани околу единствената селска продавница. Зима е, нема работа по нивите, па... Така не пречекаа во радовишкото село Коџалија, каде што тргнавме да ги бараме македонските номади, јуруците и нивната традиција, која буди голем интерес кај светските етнолози и историчари. Во Македонија малку се знае за скриениот свет на јуруците и за нивната посебност. Тие се големи поклоници на традицијата, што се пренесува од колено на колено. Девојчињата се мажат во тинејџерските години, и тоа за мажот што ќе ги купи, раѓаат деца, работат во полето или шијат традиционална специфична облека. И речиси цел живот се изолирани од цивилизацијата. Девојчињата не се мажат пред 20-та година, бегаат и бегалки, а специфичната носија ја носат само за свадби и празници. Преплетот на старите камени куќи во Коџалија, кои се кршат под товарот на времето, и новите, модерни, само ја покажува борбата на традицијата со цивилизацијата. Ке ги прегазили модерното време и македонските јуруци, или ке успеат да ја сочуваат својата автентичност. Те тераме уште старите адетите, тие по-старите не, ама по-стари се викаме. Момите со пари, свадба се прави, порано свадбите прави за 3 дена, сега за 1 ден. Иначе жените се купува тука со пари. Порано беше поскапа, сега малку поевтини, ама па 2,5-3,000 евра. Испод тоа го нема. И има некои што го бегат, ама па и разбирачки има, па се дава пари. Јашар има ќерки и син и вели дека ќе го тера стариот обичај. Така видели и така ќе прават, само да не се заборави адетот. И додека разговараме со него, не плени љубопитниот поглед на 3 девојчиња, што си играат, следејќи ги непоканетите гости. Не може да не се забележи специфичната убавина на девојките таму, која освојува на прв поглед. Според записите, јуруците во Македонија се населиле уште во 14 век. Во тој период имале статус на деца на освојувачот, затоа што се движеле заедно со османлиската војска. Најголем број живеат во селата на планината Плачковица, Коџалија, Али Коч, ама и во селата во близина на Дојран, Штип, Струмица. Тие се муслимани, изборуваат дијалект на турскиот јазик, што дури и дел од македонските турци не го разбираат. Живеат изолирано и голем дел од нив не го зборуваат македонскиот јазик. И додека го напуштаме тој чудесен свет на јуруците на врвот на планината, останува дилемата: ќе останат ли тие екзотична тајна, ќе ја задржат ли автентичноста на својата култура или ќе го изгубат наследството што толку долго го чувале?